Баско, добре дојде во Хитмејкер. Фала на поканата. Голема чест ми е затоа што си ти еден од главните виновници за македонска алтернативна сцена у последниве 3 децении. Сецко, добре дојде у Хитмејкер. Добро ве најдов. Фала ви на поканата. Сецко, ти си, како да кажам, жанр у музиката сам по себе. Љупа, добре дојде во Хитмејкер. Огромно задоволство ми е што си тука, затоа што си еден од најоригиналните музичари во Македонија у задни бар 20 години. Добро те најдов, ти благодарам за поканата. Супер ди овде, стално ми е добро кога ќе дојам да ти кажам. Беки, добре дојде во Хитмејкер. Добро те најдов. Конечно успеав да те донесам во емисијава. Те напна више пола година. Гоце, мистер Стефковски, така ние меѓу нас познат Гоце Стајковци. Може. Добре дојде во Хитмејкер. Чест ми е што си тука кај нас. Добро најдов. Дарио, добре дојде. Ај, добро те најдов. Огромна чест ми е што си гостин кај мене. Дечки, добре дојдовте. Добро те најдовме, благодариме за Дојдовте во Хитмејкер. гостопримството на ова преубаво место и една и единствена музичка емисија во Македонија. Фала му на Бога што ја направи. Давајте поддршка. Фала ти што постоиш. Сега гледај, не збориме за рок-н-рол, например, стално сум бил фасциниран на свадби, као клинец. Знам еднаш кога бев на една свадба и свира Тавче Гравче. Леле, нема ми кажеш дека е исто влијание. Ја кога мал, Тавче Гравче, Драган Вучич го гледав на бас во Олимписко село со Смилја. Пред тебе имаш Телекастер, пред тебе имаш Вокс гитара и да кажеме, кажи нека друга заебана гитара. А ја зебана била Вандреша, немам, иначе би одбрал. Италијанска? Може, може, ето и таа. И сега треба да избереш само една гитара за еден ден. Пример, треба да правиш песна, ствар за Мугер Фугер, треба да правиш за Клара Левински и за Lux Expedition. За кој бенд, која гитара ќе одбереш? Expedition е Телекастер, да речем. Така? А, Tin Lane. да. Било кој Телекастер да е. И оној стандард. Тоа му е намената. Онда за Мугер Фугер би го одбрал Воксова, одлична гитара, пошто имам Вокс, Teardrop или Spitfire или било кој. Сите тие од 60 години Воксовите се одлични, експериментална гитара. А Вандре или лично не сум свирал, само сум гледал Да. како изгледаат. Тие се Таа е недостижна, да. И скапи се и посебни пластика, дрво, дизајн, Девид Бови. алуминиум, да. Па и има пуно фаци, да речем, омилена гитара е на синот на Џон Ленон. Исто. На Шон. Свири. Не, на Шон. Да, на Шон, да. Дори си има сликано со неа пар пути. Да. Одлична гитара. Сум бил минимум во 5 бенда, почнувајќи од бла, Бейдафиш, Пирджи, до The John, за последта малце да се трансформирам у Лепи Џони. Веројатно имам некоја жичка на мазохизам, да сакам самиот да се си давам предизвици, знаеш, нешто што не сум го направил и onda викам не би било лошо и ова да пробам како. Прво имав проблем да ги убедам луѓето, исто како впрочем и ти, дека сцената бара предизвик, дека сцената бара нешто невообичаено, дека секое излегување пред камера треба да биде шоу, па макар да е и на 2 минути. Има една случка која што ти не си свесен многу за тоа, може да уопште уствари, значи, дека на некој начин ми го промени животот кога те запознав. Свиревме, пробував јас со вас, група Талични тон во МКЦ, и пошто јас немав нижо музичко, мислев дека ако немаш нижо музичко, нема шанса да идеш у средно музичко. И те прашам тебе, кај учиш у музичко? Нижо? Не. И како? Па можеш? И вика мајката. И како е музичко?
Вика, имаме ни една парола, ако не те расипат жени, ќе бидеш добар музичар. И тоа за мене беше крај. Морам да кажам дека кога почнував, Дарио беше мојот идол. Дарио ми беше еден патоказ како еден скопски сленг може да биде у хит песна. И тоа го пременував долги години и многу хитови успеав и ја да напишам. И нашата прва средба беше, нели, успеав твој телефон да најдам. Да. И ти дојдов на врата, затоа што секаде ти го бара Бактерија албумот. И на крај ми го даде, касета ми даде. Касета, да. Нека, значи, немаше ни ти од објавените касети, туку таа твојата што ти била снимена од студио. Па да, па види си заслужи тогаш на толку труд да ме најдеш, да дојдеш, да ми побараш касета, да ми кажеш тоа што мислиш. Мислам дека е тоа голема вредност и голем показател каков момак си бил ше тогаш и каков човек си денеска, затоа што мислам дека денеска ретко кој ќе си дозволи таква работа да отиде, да каже искрено пред некого што мисли, како размислува за него и да побара нешто отворено, онака искрено од него. Тоа му е јасно на секој што ве запознал, макар и на кратко, дека ја имате моќта да ги ослободите луѓето и они од својата глума да се ослободат и да може да бидат искрени, бидејќи или ќе го прифатат тоа како начин на комуникација, или нема да има комуникација. Тука е, да, тие две се. Значи, само вистина, строго вистина и искреност и комуникација на вода. Јас стално викам добра вода, знаеш, добра вода и добра вода која ќе се најдат после 10 години не се виделе, тоа продолжува, ме разбираш, пример со тебе се видовме сега за ова, ама предходно имаше некоја пауза, исто као да сме се дружеле константно, знаеш, ни се сакаат водите. И за тоа кога ќе се сретнеме со некои другари што одамна не сме се виделе, едноставно како да продолжува секвенцата. Да, времето застанало, а емоциите се тие. Една од предностите се биде уметник е сам да избереш покрај оваа реалност, така да креираш некоја друга твоја реалност, која што нема да и нашкоди на оваа постоечка. Бидејќи реалноста, сите знаеме дека е прашање на консензус. Тука, овој дисбаланс што се случува во ова наше општество е токму тоа што ние немаме никаков однос кон заедничкото. Во Карл Левински ми улогата исто е лидерска, значи ја го водам бендот, таму сум, освен што сум музичар, сум и лидер на екипа. Како се снаоѓаше, например, каков ти е филингот, дали понекогаш ја доживуваш свирката, песната, затоа што сега си и вокал? Да, тоа е сасвим нешто ново за мене и тргнав, да речеме, од буквално од нула. Не ни знаев што ќе посвим, дури пуно луѓе кои ме познаваат не ме храбреа да пеам. Се навикнаат други да го прават тоа место мене и не ни знаат дека можам да отпеам. И никога ги изненади, знаеш. Али вокалот, како и пристапот кон гитарата, звучи се освен стандардно. Значи во Македонија се еден ешалон на гитаристи во кој што спаѓаат според мене Гино, Така. Горас Чаповски, Лепи Џони, Сецко. Така. И тука би го завршил тој ешалон. Бидејќи има многу други ѕверови, Така. и млади ѕверови кои што сум ги спомнал, као Лука Ѓоргиевски, Симон Пеовски и така натаму, и други ձверови, меѓутоа овој ешалон кој што го спомнав е најуникатниот, бидејќи свират нешто што апсолутно никој не го свири. Се препознавате веднаш затоа што звучите само на себе, на никој друг. Дури апсолутно не робувате на стандардна техника на свирење гитари, на стандардни штимови, на стандардни звуци, на стандардни гитари. Така, така. Едноставно, гитарата е една четка со која што цртате што сакате, боите со неа. Да си лидер у свој бенд влече многу одговорност, многу работа, многу ноќи непреспиени.
одговорност пред се. Прво пред самиот себе, према она што го работиш, а да не речем после, меѓутоа на исто такво рамниште, би рекол и со колегите со кои што работиш, одговорноста према нив. Ние излеговме тоа клише балкански поп рок. Ние правевме европски, светски. Значи, изразот во текстовите, во музиката, аранжманите. Као што ги спомна претходно, мислам ги спомнавме, нели, Симон и Мучо. Ние додека работевме заедно, нели, тогаш бевме деца, нели, од прва, втора, средна. Стално нешто мислевме дека некој нешто треба да ни направи, да ни издаде албум, да ни сними материјал, да ни направи концерт и така натаму. И тоа едноставно не се случи, нели, додека траевме заедно. Меѓутоа, подоцна, нели, од кога почнав јас да свирам со Бодан, со Кирил, со ајде, не е важно да ги набројуваме сите, и Архангел, и Expedition, и разноразни други проекти, некако увидов во суштина дека сам ако не работиш, нели, тоа го знаеш ти веројатно многу подобро, сега барем ако не на почетокот кога си почнувал, дека сам ако не засукаш рака и, нели, ја исцрчаш работата од точка А до точка Б, дека едноставно никој не го прави тоа за тебе. Но после неколку години, 2-3-4 години, тогаш влета една друга екипа, бевме трио. Значи првичната форма на Дарио и МиГ-21 беше трио. Тоа бев јас, Владимир Груневски соло гитара, Швабата, така наречен, и Александар Чекреджи сајзери. А иначе за околу креирање на текстови, пишување на социјални теми, жалното е што е албуми и песни од пред 13 години, од пред 20 години, уште важат, уште не сме помрднати. Човекот исто така го прашува, знаеш, кога советник. И он вика, другари, им зборува на виши искусни борци, помлади од него, вика, ти ја мал, ако не си сањал за тоа, ако сам не си ја бараш беѓата, джабе те, ќе свириш и 40, има и такви примери, ти ги знаеш, сите ги знаеш. 40-50 години свират джабе. Страв му е да каже нешто. Не знае. Уметникот не треба да му е ништо страв, човече, тоа кажавме, паралелен свет, голема работа. Никад не знаеш сецко што ќе отсвири, што ќе му засвири во глава, што ќе излезе од него. Па да, ја не знам што би било, да речем, ако би си во твој проект, не знам како би се изразил. Значи, не тргам со претходни некои претпоставки или овака треба биде, така треба биде. Значи, улетала му екипа и тоа што сум ја, тоа ќе искочи, пошто тоа сум го сватил со тек на време дека рок н ролот не е институционална уметност, туку дека уметност, дека тоа направи само уметност. Доволно е да знаеш 3 акорди да почнеш да си искрен. Абе, се сеќаваш, јас и ти како се упознавме случајно на улица и се препознавме пред едно 10 години. Морам да кажам тука дека околу гитариве и ти ми имаш многу помогнато од Спунт, свесно или несвесно. Јас никогаш не сум имал повеќе од 2-3 гитари. И секогаш, знаеш, гледав да се опкружам со луѓе кои што се подобри од мене, знаеш, кои што имам што да научам од нив, кои што се подобри луѓе, знаеш, и стремам да јас така да бидам. За едно време кога имаше музички редакции, музички уредници. Така, кои што беа образувани, кои што знаеа што треба да се пушти. Чим се појавиш на телевизија, ти веќе си поминал некаков филтер. Така. И не си случај. Така, и тоа беше многу тешко да се дојде до промоција. 6 месеци. Секој ден идев со касета во Македонска радио телевизија и секоја недела таа касета беше со нова песна. 6 месеци они нема емисија за мојата музика. Падна одлука со Кире Кузманов, разговаравме неколку пати. Ние веќе свиравме во тој септеч што
имав јас да речеме као нека авторска музика во тој период некако почна. И Кире вика можеме вика да направиме вика да викнеме уште неколку луѓе вика во бендов вика да направиме вика биг бенд. Мислам дека бевме едни основоположници на фанк звукот кај нас. Во тоа време фанкот беше нешто вау, чудно, интересно, малку откачено и не беше толку атрактивен звук за широки народни маси, да отидеш сега на концерти да има 5000 Ама сепак остана хитови за сите времења. Остана од тој период, од тој албум првиот остана Ладна како камен, остана Косоока до ден денеска, па и Викни ме на чај. Тоа беа трите ударни хитови од тоа време. А само за елоквентни господа, у теа модерна имаше одломак и пишуваше све најлошо, нели она и задњата реченица ќе ја памтам цел живот. Ако вашите деца слушаат елоквентни господа, вие сте лош родител. Кој знае какво е тоа чувство, некои луѓе што добар ден не му рекол, никој сега после пензија му текнува ќе станам добар сосед. Не е тоа така, брат, знаеш. Како луѓе што почињаат да шмркаат на 40 години. Да речеме со Мугер Фугер свирев на еден концерт по 15 гитари ваде, пошто беа различно нашимани. Секоја гитара имаше посебен шим и таа свирев у студио фактички како главна гитара, се позади нема и други гитари како леери што ги користам. Обично никад не снимам само една гитара, него снимам со различни гитари со различни карактери, различни дисторзии, различни звуци, негде иде клинот заедно со драйвот и така натаму, знаеш. Ти стоиш позади многу химни, ќе ги кажам. Песни кои што луѓето не се ни свесни дека стоиш ти позади нив. Песни кои ќе останат за секогаш, можеби малце као некоја underground сцена, не толку во фронт линијата, меѓутоа стоиш позади нив и имаш доста соработувано со PMG Records. И знам, знаеш како ве спаја многу добро, затоа што Мирко беше ајде правиме. Така. Исто сметам и ти си тој тип, значи немаш да кажеме страф од исходот, едноставно идеш на тоа. На времето може немало и сме маштали и мал дел од причината за која што јас отидов преку барата и да видам како е бе тамо. Знаеш, пошто еден ќе дојде од преку барата и ќе рече супер е леле, живот е тамо, Америка, ништо. Втор ќе дојде рече ништо не чини никако тамо, за нигде се вакви такви. Ја има 20 кусур години, бев љубопитен да видам ја како што е тоа што чини, што е тоа што не чини. Си викам па еве го кај Македонија, качи се на авион, исто путуваш со кола до Загреб, леташ до Торонто, исто е у времето. Така да има и тука студија. Овдека нема доволен пазар и нема доволно голема сцена за тие студија да функционираат на ниво како тамо, во смисол, тамо се води студиото као корпорација, као фирма, со работни сати, со човек на врата што ќе те пречека, со човек што ќе ти свари кафе, со тонмајстор, помошник тонмајстор кој што ќе ти каже кај треба да седиш, што да правиш. Сето тече многу лесно, олеснето направено. Кај нас нема толкав маркет, за жал, нема толку буџети такви, за да човек може да си дозволи да отвори едно такво студио и да живее од таа работа. Мора да си one man show. Знаеш, мораш да си самиот и шофер, и снабдувач, и кафе куварица, и каблите да ги местиш па да ги собираш, и да миксаш, и да продуцираш, и да свириш, и да отпееш пратичи ако треба, и гитара, и бас, и бубањи, све ќе научиш да правиш. Си бев јас. Но јас морам да ти кажам, кога ти прв пат настапи, јас те памтам на едно килимче, се сеќавам. И него килимче до тоа? Да, точно, да. Се спремав некаде, не знам нешто и така, нели, успат, се шминкам, па циркам и гледам и слушам нешто што е поразлично од тоа што го слушам вообичаено како музика овде. Кога се појави, значи тоа беше едната работа. Твојот израз, појава, акцент и на танц, на гардероба. Едноставно имаше замисла како тоа се треба да изгледа. Видовме една контрола на сцена. Инаку се шетаме со Пере, нокаут. Супер. Се шетаме низ Котор. И седиме на кафенце, од кај сте? Македонија.
О, Гоце Стефковски, јуче он развалио ту. 2018-та. Може да, не знам. Може да кажам дека она што беше нокаут со ABC и временска машина, уствари беше 4 години претходно Дарио со Funky Sound. Да, тоа беше последователно, да. Таа е она матрицата, шемата за хит, што ја употребивме со нокаут. Да, кога излегува нокаут, више ние бевме етаблирани, доста се гледавме. Така да оние продолжија таа приказна. Хитмейке, бате Дарио, респект. Среќа што си толку голем изнад светлата. Така, јас од пониска не го видам. Ај здраво живе, добри ме, да не испоштува. Бато принце, ќе завршиме. Загреваме пред тебе, пред група смети. Значи сите бендови сум ги сакал, али никако ХХХ и 21 век ми биле највише при срце, мислам највише бидејќи исто бенд е консензус. Ја повеќето бендови кои што сум членувал сум ги формирал. Сум ги осмислувал и така натаму. Меѓутоа тука имаш други членови, знаеш, сите се паметни, знаат, знаеш. Интересна игрица е бенд, знаеш и самиот. Ти едно си саѓал. Не е лесно да си со Васко бенд, да можеш да ги разбереш. Абе не е лесно и со Кит Ричард, брат. Нема да кажеш дека сум бетер од Кит Ричард. Кит не го знам. Често пати кога ќе се навратам на некоја песна наназад и ми треба време за да сконтам како сме свирили. Не ми јасно, знаеш. Поготоа ако тюнинг некој посебен, ако не си го запишал тюнингот, тогаш нема да се врати моментот. Ма некој немаше да ги откриш кога се свирил оригинално, зборам, може да преработам. Значи, оригинално кога што сме замислил, да речеме, сум користил некои штимови, да речеме Г, па после фис, 4 жици, Г, фис, и така сум свирал некои песни. Некои сум користил со неколку цис, една Г жица, разбираш? И така. Така, кога си ван комфорт зона, излага нешто интересно, кога ќе те фрлат на фронт. У 25 мај со Талични Том, ја имав 15 години и ја појма немав од животот, ништо, така, знаеш, вака дека се свири дуро, вака е мол, и сега влагам во еден бенд што има со два спрата, да, па едната са лева рука. Според мене е дека со твоја песна, твој спот, прв пат видовме дека може македонски спот да изгледа светски. Постоја спотови до Обиди се и после Обиди се. Како стапил контакт со Дејан Миличевиќ? Тоа сега сакам да ти кажам, значи јас веќе пеев, сакам нешто Жешко беше голем хит, се пушташе по радијата и Дејан го слушна песнава на радио и рекол, вау, многу ми се допаѓа преработка на Хатстап. Кој е оваа девојка? Па гледал некои мои снимки, слушал Мачо, сакам да ја запознам и ми се јавија луѓе, мислам дека беше Бане од Видео Лаб, за да се запознаеме и каже, јас сакам да ти направам спот. Јас сакам да бидам режисер, но за тоа се потребни финансии, затоа што добар спот кошта многу пари. Сатријани, Стиви Вај прават турнеја Г3. Со кого би правил ти турнеја Д3? Турнеја, не знам, може да копатуваме одделно. Се зедам, не знам, може да овие другари што онака најискрено со генерацијски као што сме пораснати, да кажеме, ете Дино Мишко, веројатно, не знам. Да, значи првата турнеја е со Дино и Мишко. Може. Втора сезона? Прва, ако треба, ако идеме по тој редослед, тука била стајал и Гаро Стари, мислам, он е исто многу... Он секоја може. Клучна фигура, па вие, да не беше, он немаше да се јави таа љубов према таа музика и генерално и према инструментот. Таа страст е заразна кај било за било кој свираш на било кој инструмент кој гледа на таков музичар. Беа маестрални, мислам, они се уште сите свират добро во под Лепизол. Така да, браво. Втора сезона? Втора сезона, па не знам, ете, Джиги, Виктор. Так, значи друга генерација. Има втора генерација, да. Со металците не се мешам, не ми е фак. А Funky Sound само со Тоши или со Валентино го работи? И Валентино, да. Тој албум беше дено-ноќно работен со месеци.
во студио работевме деноноќно, дури и спиевме таму. Јас, Тоше Попсимонов и Валентино Скендеровски. Плакатот Валентино ми е беше на аранжер. врата долги години. Како? Плакатот долги години ми беше на врата. Да, супер. Промоцијата у МЦМ беше. Беше у МЦМ промоција, видиш, све знаеш. Ама без разлика, жараме многу луѓе што ми пиша, ја баш ги прашав оние што лично ги знам добро, викам имаш грамофон? Викам не, па викам што, па брат морам, вика сакам да имам плоча од вас. Во рок-н-рол нема ништо убаво. Рок-н-рол не знам дали смеа се кажува како иде на YouTube, во превод значи крткање, знаеш. Тоа значи рок-н-рол. Значи буди некои примордијални нагони, знаеш. Нашата поента е тоа да се канализира во инстинкт, да знаеме што е добро, што е лошо за нас и за другите, бидејќи животот е колективен спорт, така. Ми се распаднале на турнеја 2 пати бендови. Важам као незгоден карактер, што многу се радувам. Ни Марадона не беше згоден, ти текнува. Ај го спомнавме горес, пак ја спомнам. Ми враќа гитара и ја удирам вака и не знам што е. Значи ја наштимал некој штим кој што он знае што е. Да. Ја требаше да ја барам што се штимува. Доаѓа на гости Лепи Џони и Љупа. Да. Он си сака штимове. И Љупа ја фаќа гитарава и он не знае што е, али имаше еден епик момент кога Љупа свири на гитара со од штим на гораст, почна да биде креативен и у момент почна да прави некоја ствар. Сега си седиш вака, знаеш, ама си го имаш тој епик момент кога го гледаш него со штимов од гора, знаеш. Да, па тоа е. Сакам да ги охрабрам, значи и ова твоев муабет, значи ти као човек, као музичар, као гитариста, да ги охрабрам младиве гитаристи дека не е се стандард штим или дроп де, туку гитарата да, е знаеш, океан. Ќе го надминеш тоа некој период, значи више ја у некои песни не знам како ќе ми кажат цисе и сега каде е цис у тој штим. И сега дојде интернет. Да. И навидум се е достапно и андерграундот и се она што не било достапно за сите сега е достапно на некој начин. Достапноста, пример, ќе ставиш твоја песна, Така. алгоритмите на самата платформа се така подесени за твојата песна пак е на некој начин андерграунд и во сајбер просторот. Musicology Принц го има миксано тамо. Принц го има миксано сам албумот тамо. Зработел со денови, искачал студио, завршено е све и му вика на Лени, му вика fix it, but don't leave your fingerprints. Тоа е тоа ова што го збориме ја ети. Значи, технички ти се направи го нешто, ама не ми гази на ова моето, така. Значи, гледај да е тоа, да не се замарам ја, да, значи, ама ова да е тука, љуѓашката да е тука. Знаеш, ова е истото што го збориме. Значи, да си внатре, да ги свириш, работи, ама да не осташ премногу, знаеш, ти сега. Ипак сум јас многу помало од сите момци у меморија, знаеш. 2000 марки беа само да се го сними сето тоа, нели? За да се земат нели сите реквизити што се потребни за видеото, плюс да се снајдеш за гардероба, шминка, фризура, сето тоа си беше плюс. Можеме да кажеме за многу луѓе легенди у нашата држава, меѓутоа реално сите тие легенди ќе видиш имаат една песна, две песни. Меѓутоа Дарио кој ќе направи концерт, тоа е еден голем каталог. Почнувајќи од Бонтон, преку МиГ-27 и соло артист, тоа е еден голем каталог на хитови, што знам дека публиката го цени многу. Да. Не знам колку го ценат сите овие организатори на концерти кои што викаат од страна и се спремни да плаќаат големи суми, а не согледуваат колкав каталог има наш артист тука. Тоа ти е погодок во центар на мета, точно. Најголемата награда е за мене тоа што убаво го кажа кај публиката, тоа поминува прекрасно. Публиката знае кога доаѓа на мој концерт, знае што очекува, знае што да очекува, знае кои песни, ги знае сите песни, ги пееме заедно сите песни и тоа е едно неверојатно чувство, но за жал во оваа Македонија оние кои тоа го организираат очигледно не им е јасно дека овде постојат автори, кантавтори, пејачи кои можат да направат
2 сата Greatest Hits концерт. Значи тоа според мене не има едно 5 луѓе, 6 луѓе во моментов кои може да направат величествени концерти со хитови, буквално. За разлика од некои колегиве што ги носат овие организатори од страна, одиш да слушнеш двата хита да му ги слушнеш, 20 песни ќе ги слушаш некако, ќе идеш на пауза за цигари. Ама концерт кавер им се. Тоа е друг муабет и на тоа сакам да се надоврзам и да ги идам да ги чујам двата хита. Сега, на пример, треба да правиш нов бенд. Од ново, нула. Да. Треба да смислиш нешто што не си го правил до сега. Состави го бендот, кој би ти свирал? Дека прво не би правил нов бенд. Пробав тоа сега. Хипотетички сега збори. Па, знаеш што би, не би идел на тој принцип како модерниот фудбал, знаеш, да идел на проверени играчи. Тој би се попрел на младинската школа, знаеш. Не знам, или пак куцамо на врата за породени хасова, знаеш, можеби некои скроз постари луѓе со кои што, знаеш, не знам, со Јакоп Дрейковски би сакал. Јаша, као, знаеш, што би направил ствари, сега зборим што би било кој би било. Така. Па би се направил онаков, сега ќе ти кажам, Crosby, Stills, Nash и Young Band. Значи, Наум Петерски, вокал, али он сигурно знае да свири нешто, 100% малце армониче пијано, као Нил Јанг да биде. Али да знае да пее. Јакоп Тукова везно, сонграйтер, исто пее. Ја ќе се шуткам тука па балце као ама не сум зафрлан. Па сте најнеомилениот Битлз. И тука уште и Горан Трајковски, има тежина тоа. Така. И тоа би можело да биде откачано. Али сега види. Покушавам сега да ми зазвучи у глава, знаеш. Дали некојаш некоја грешка или неочекувани нус појави во сите тие експериментирања резултирале со нешто што не си очекувал и те инспирира? Па ја и сум направил песни од такви грешки, значи останала педала да мотам. Па види, ама некои работи се дури намерно така подзакопани, знаеш, за слушателот да се потруди да види, да најде дека сепак имам 4-5 YouTube канала или не знам, дека може би има за бесплатно да се спушти некој издание, некој линк. Убавината у нашава професија што нема жртва, бе, не си хирург. Нема упс кај хирург, знаеш, он вака сече и упс, јеби го, отиде, сваќаш пациентот на друго дете. Кај нас и да сгрешиш најлошо нешто што може да ти се деси е со малце оштетено, повредено его, да си одиш дома и да си легнеш малце со аспиринче и утре се бајде да станеш да вежбаш и пак да си бољи на следната свирка. Тоа сакам да ти кажам затоа што никаде во јавност јас немам видено, бидејќи бевме во исчекување. Се снима денес спотот, идат да снима и слушаме информација, ја истумбаа колата, нема снимање, викам не е могуче, викам чекаме толку време еве да се деси овој спот. Да. И не се случува спотот, значи им се случува нешто на луѓе, среќа немаше повредени, мислам. Имаше тешко повредени луѓе. Ти беше, мислам, бар за мене и за моите најблиски, пошто ето ти викам во друштво, гледавме Макспот или не знам кои други беа све канали, онака ни беше омилен артист од сите тие, од генерација, ќе ја кажам. На почетокот на овој век. Да, нас ќе поздравиме Марија Каева, ствари. Тачно. Она ми зборуваше за тебе. Пред да те запознавам и после се запознав на улица. Сите ги собрав, сите ги сретнав, но во принцип работата беше многу врвка меѓу Ристо Вртев и Горан Трајковски, Готра. Така да морав двајцата да ги седнам во замп, заедно отидовме. Доста се чувствуваше една, да кажам, непријатност во воздухот. Седевме на една маса во една просторија во замп. Тие молчат, јас молчам, сите молчиме. И така, тие си кажаа по еден-два збора, што, како, зашто, но на крајот, ете, за да биде во интерес на делото, на музиката, се потпишаа дека тоа е заедничко и дека, ете, сите имаат буда. Гоце, фала ти многу што беше гостин на Хитмејкер. Благодарам. Фала ти за све што си направил сите бендови, а останало у позадина
Фала и на тебе на поканата. Цецко, фала ти многу што дојде. Тебе, брат. Се гледаме. Се видиме. Фала ти искрено што беше гостинка и нас у Хитмејќер. Фала ти многу и тебе на честа и многу ми е драго што сме јас и ти со години многу добри пријатели и колеги и многу ми е драго што од она дете кое дојде кај мене на врата да побара касета си прераснал и дојде до едно ниво високо, професионално и многу го почитувам она што го правиш затоа што си најоригинален тип на нашата сцена и многу ми е драго и јас се надам дека уште многу години ќе се гледаме и ќе се дружиме. Фала ти, Дарио. Чао, поздрав. Прекрасно дека се препознавме, знаеш, епик, тоа е епик. И онака кога ќе си сретнеш некој локален и идол и ти си му фан, а уште појако е дека он ќе те препознае, па после ете свет природно се развива, нели? Така да тоа е тоа, друже. Фала ти. Фала и на тебе. Ей, принц, фала ти и тебе. Топ. Thank you. Секое време. Ти благодарам многу и за нели убавиот амбиент овде кај тебе. Ништо, фала ти на тебе за се што имаш постигнато и се надевам дека се уште ќе гледаме нови работи од тебе, дека животот малце ќе те ослободи, ќе ти даде воздух за да... Ако има системски решенија, на крај морам тоа да го спомнам, за лицата со попреченост ќе има решение за мене. Мора да се надевам и да се бориме, а ти си борец, си била и ќе бидеш. Фала ти. Фала ти. Значи, Васко, фала ти многу што прифати поканата. Фала ти на тебе. Не е лесно да се дојде до тебе, се договараме оддамна. Не се мотаме на исти места. Да. Али, во секој случај, топ што се видовме, што направивме муабет, не ќе превише клише да биде муабет. Него супер спеше, значи, уживо. кој го интересира, Васко Атанасовски, нек си прогугла. И има многу за лектири за читање. Така е. И така, фала ти ше еднаш. Се гледам. Фала, брат. Поддржете ја македонската музика, поддржете го Хитмејкер затоа што не поддржува ја фактички сега држи оваа емисија цела сцена, една емисија за шарена сцена од поп-рок. Сега е вака, логото треба да го направат принц вака и горе вака една карпетина бендови, луѓе бендови, музичари. Фала ти уште еднаш што на покани. Респект за Хитмејкер. Гледајте, слушајте македонска музика, гледајте Хитмејкер и давајте поддршка и вие таму фирми, јаки играчи ово, она. Покажете се. Ако не, па ние да се покажеме. Од твоја уста у Божи уши чедо. Така. На 10-то место е Стефан Трајковски Жабата со песната Црно семе. Майк чек 1-2. Провери, кажи ми дали сте достојни, ке ве слушам вас, а после уште стотици. Проверив, сум подобар од сите, како вика кума ноет зверо и твоите, ке ми чуев и ме поволни. Со ниска цена твоите рапови, спушти главата доле, ке молите и за фичеринг. Повели, ако си за воринг, бетлај си со мене, животот не направи ваков, затоа сум црно семе. Племе кети, и во живо, и на трака, и на мапа, и на карта, јас сум оган, ти си жарта во мојот терен, стап на рапов на грб и никад назад. Да ти објаснам на сурово, јас сум Тупак, ти си Кулио, јас сум Джордан, ти си, јас сум прв, да секад ќе бидеш другиот, proving strong, дека сум тука да останам, ти збери парталите да не налеташ на нишан следен план. Ние сме црно семе, ова е наше време, ние сме црно семе, доволни за сами себе. Способен сум да направам некој да плаче, да направам некој да мрзи, да бидам тоа жарче кој ден денес ти пали сонови бурни, викате сонувате будни, а сон ти е да возиш нечив тук филм, дај не се губи. Поштувам баш се само зборовите се груби, рапот е за секаква мисла, не за проклети пари и курви, не е за дај бе тато гурни, него е да видиме кој издржува во денови студени, кој има вистинска екипа, кој е среќен со таа слика што ја има, за тоа репрезентирам, гарантирам, не ми требаат ни 2 промила, пред сите на врвот ке стигнам, на првото место пехар ке дигнам, луѓе да викаат моje име ке видам, а знај никад нема на славата да сум дигнат, чуме најгласно, да успееме заедно, е баш за тоа снимам.
На 9-то место Ими со песната Без компромиси. Ако ти си бебе вторили, ако ти си последен, щом си во мртвата ръка, знае, нема много, нема много разлика. Не си прв, не си Бога ми ни последен пат. Сметай се, нещо како привремен. Треба знам, треба ја за те оставам пред ти да ме напуштиш. Оди си или ти до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Ако ти си немал успех прв пат, бейбе, или пак си немал успех втор пат, немој, не губи ти надеж, бейбе. Пробај пак, пробај трето среќано. Оди си или ти до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Размисли, можеш ли до крај остани. Одлучи, сакам љубов без компромиси. Во моја контрола не се контролирам. На 8-то место Девана со песната Во моја контрола. Но дали, бейбе, ти ме сакаш? Зашто ти ке ми кажеш правиш да ми звучи ко неубедливо да лажеш? Сакам, знај само да докажам дека кон тебе чувства јас имам. Ако пред сите кажам јас те сакам, нема насамо јас тебе да те имам. Во моја контрола не се контролирам, што тебе те добрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролира, што тебе те добрам температура кревам гора. Вечност те чекав да се обидеш со мене. О, бейбе, не само да бидеш. Секој твој поглед боем ти го важев, но за малку ке се излетав, ке кажев. Во моја контрола не се контролирам, што тебе те добрам температура кревам гора. Во моја контрола и не се контролира, што тебе те добрам температура кревам гора. На 7-та позиција Крул со песната Загубен. Загубен по тебе ти, во мене погледна во страо демон мој. Лице од беси, лаги и безброј. Јас сум целосно загубен по тебе ти, во мене. Ти дадов поглед, ти ме збори насмеха. Загубен,
На шистото место, Саут Парк со песната Можеби. Може би еден ден и да е последен, ке пронајдам, разбудам мирна вода во себе, може би барем еден ден. Може би мојата душа за да продолжи ке престане да се лаже себе си. Постои умор кој ќе пресуди? Ти, јас, ти, нас. Да ми се вратиш, да ми се вратиш од заборав, да ме гушнеш, да ме сакаш ко некогаш. Одам сама, но дали е своја? Потрага без крај. На петото место, Туо Коктел со песната Каде ти, таму јас. Ноќта паѓа се гори, твојот поглед веќе збори. Знам што ме чека со тебе до зори. Скоцка шема се поред, малку виски, малку денс. На крај кај мене, страста да не овене. Ај, сабота е, знај, нека има што сакаш, побарај. Ке бидеш права дама, знам ни ти не умеш сама. Ај, добро е да сме заедно. Каде ти, таму јас, цела ноќ е пред нас. Каде ти, таму јас, срце лупа 100 на час. Каде ти, таму јас, ајде малку додај газ. Веќе летам душо, веќе сум во транс. Градот свети во сите бои, ко само за нас. Свети ко очите, очите твои. Скопска шема се поред, малку виски, малку денс. На крај кај мене, страста да не овене. Ај, сабота е, знај, секој На четвртото место, Алекс со песната Ни татко, ни брат. Каде и да одам, го среќавам и со оној лик. Оној лик што лесно се чита дека не добил. Доволно љубово прави он ми. Секогаш некој мора
На третото место Дарко Антонов со песната Сам во моите сни. Во ова ладно време биди ти до мене, стопли душа, бейбе, дај ми нежност мене, биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе, ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Биди ти крај мене, дај ми малку време, потребни сме, бейбе, сега меѓу себе. Сега веќе не знам каде си, замина во мракот сега ти, бол во мојата душа остави, спомен остана во моите сни. Сега веќе не знам каде си, замина во мракот сега ти, бол во мојата душа остави, спомен остана во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. Ме изгуби, ми требаш, ме напушти, сега те нема, ми направи да бидам сам, сам во моите сни. На второто место Марија Нумовска со песната Дождот. Градот спие, добро ми е, ја сонувам за љубовта, ти си тука, јас те гушкам, ти вкл ми шепотиш колку влюбен си и кога се ќе исчезне, ти појави се пред мене, го сакам дождот, тој ме потсеќа
но мислам дека треба да бидеме кул. Без правда някој веќе знам си ги чул. Ако веќе некој мора да е крив, и двајцата сме криви, не си само ти. Немаше да бидам јас со тебе, за јако беби не сакам. И немој да се чувствуваш крив за се, јас можев да ти кажам не. Немаше да бидам јас со тебе, за јако беби не сакам. И немој да се чувствуваш крив за се, јас можев да ти кажам не. Ако се завршило пред да почне. The following program deals with the mature Ова недела на место број 1 Пука козметика со песната Рап ветерани. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. Се врати па нигде не заминав, на врв сум на мојата планина. План имам, системот да го загинам, испимпам и да го прегорам. Сролам код джок, да гори до пас. Младината сирота вика само газ. Кредо имаме со нас до 90-ти. Рокам песни со пораки и поенти. Таленти, напикани по тепи. Кажи како убаво ово стих лепи. Твој панч тврдо ни мека ни медина. Рап аджилат со касети и цедиња. Црнците у Нью Йорк бегаа у паника. Рап до гроб, живееме од градинка. Години помина, живот падни стани. Пука козметика, рап, 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 рап. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. А добро вре деца, мајко му стара, да соблакам патика, да мавам по глава. Од милиони теми, текстови и рими, рои песни поучни и со поента не вичинат стој. Слободава дене се обичен збор, младинава пуста не видела зор. Изместени вредности, љубовта се губи, модерни робови, системот ме дупи. Ганџата е скупа, ама има ефтин амфоз, родителска мака, пикаат по нос. Кинат нерви железни со буда пришани, заглавени на сумљиви прашкасти материи. Свести се млади, но не чекај повод. Ви спремаат спровод, ду се пицкате за провод. Или борба жестока, или пак е параход. Смрт на партиите, слобода на народот. Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. Што? Рап ветерани, дете стани, слобода ни треба, слобода ни фали. Имаме и его да го сјебеме система, имаме и кредо да го сјебеме система. Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте, бидејќи е лето!